Добре дојдовте на уште една епизода на подкастот Информале. Јас сум Бујар Османи и имам задоволство да ја поздравам мојата соговорничка Никица Корубин. Археолог по образование, но во последно време со значајна улога во јавниот дискурс како политички аналитичар. Се издвојува по тоа што мисли надвор од шаблоните и некако не подлегнува на популистичките притисоци, на медиумската дисциплина, туку ги отвара прашањата кои што многу ги избегнуваат. Од тоа што те следам, твојот дискурс во главно може да се дели во неколку блока на прашања кои што ги третираш. Еве, ако можам да кажам, Охридскиот рамковен договор, позицијата на албанците во општеството, македонско-албанските односи, сатанизацијата на ДУИ како еден блок, македонско-бугарските односи, па и визави европската перспектива, и се разбира археолошките и црковните прашања, така ако сум во право во тие блоковска поделба на темите што ги отвораш. Јас сакам денес да се фокусирам на прашања кои што според мене каде што се случува најголемата тивка деструкција на државата. А тоа е подривање на мултиетничката архитектура на државата, односно консоцијативниот модел на коегзистенција преку напаѓање на Охридскиот рамковен договор како темел на унитарноста на државата. Се разбира, можеби секој би очекувал дека денеска фокусот би го ставиле на македонско-бугарските односи, на оваа дебата последна кој е крив, дали Бујар Османи крив или не. Меѓутоа чувствувам дека, или можеби е тоа некоја емоција на резигнираност, дека оваа влада успева да го постигне тоа што некои бугарски радикали со години се обидуваат, тоа да постават јаз помеѓу македонците и албанците по однос на македонско-бугарските односи, односно да ги свртат албанците како непријатели. И со тоа да ја минираат сама и позицијата на државата, а сметајќи дека можеби најголемиот успех беше дека сепак успеавме да создадеме една етничка солидарност по однос на темите што се сензитивни за соседот, за сограѓаните. Меѓутоа, затоа таа тема можеби ќе ја начнеме понатаму. Сакам денеска да разговараме за овој корпус на прашање за мултиетничката архитектура во која што самата велиш во своите колумни дека се случува една тивка деструкција. Најпрво благодарам за поканата и за можноста да го имаме овој разговор. Се надевам ќе биде интересно. На теми кои се согласувам, не секогаш се отворени, јавни, транспарентни и концизни на начин на кој што треба да бидат, затоа што практично тоа е темелот на државноста, јас би рекла, не само на мултиетничкиот карактер или мултиетничките односи. Го спомена Охридскиот рамковен договор и интересно ми е како се одвиваат паралелно процеси. Изминатава година или изминативе неколку месеци, еве да кажеме, скоро година правиме од формирањето на новата власт, која многу интересно инсистираше на стратешкото партнерство со Соединетите Американски држави, а сите кои имаат увид и знаења би требало да имаат, кои се занимаваат со политика, знаат дека дел од стратешкото партнерство на нашите односи со Соединетите Американски држави е и токму Охридскиот рамковен договор и инсистирањето на администрацијата на САД за негово целосно имплементирање, не само целосно имплементирање, туку негово ефектуирање, јас би рекла, негово прифаќање во самата реалност, во самата суштина на општеството. Јас често пати пишувам во моите колумни затоа што се трудам од една страна да ги обработувам темите кои мислам дека се битни, екзистенцијално битни за државата и за општеството, меѓутоа и од друга страна теми кои мислам дека намерно се сокриени, се тргнати. И секогаш велам дека Охридскиот рамковен договор е всушност еден од трите столба, заедно со Преспанскиот договор и со договорот со Бугарија, во однос на тоа што значи современа држава
Република Северна Македонија сега. Меѓутоа што значи современа независна македонска држава после 91-та година? А затоа што луѓето често пати сакаат да ги извадат работите надвор од контекстот и мислам дека и кога се наблюдува Охридскиот рамковен договор, се вади надвор од контекстот. Прво, зошто настана Охридскиот рамковен договор? Охридскиот рамковен договор за жал е мировен договор, настанат после воен конфликт до кој не би смеело и не би требало воопшто да дојде доколку општеството навистина било мултиетничко. И доколку навистина општеството било граѓанско и сите граѓани би ги имале своите и етнички, меѓу другото, права. И сега ние се доведовме во ситуација 20 на години после Охридскиот рамковен договор не само да го проблематизира државата, институциите, политички партии, аналитичари, јавноста, туку излегува дека ние ги забораваме причините поради кои доаѓа до воениот конфликт и последователно тоа до мировниот договор, на сличен начин како што ги третираат практично и Преспанскиот договор, кој Преспанскиот договор, патем речено, е договор под покровителство на Обединетите нации, не е тоа договор кај што ние па сега ни се допаѓа, па сега не ни се допаѓа. Дури договорот со Бугарија како меѓународен договор означува примена над националното право. Секое меѓународно право е по автоматизам над националното право и треба да биде имплементирано и означува одговорна држава која треба да постапува во однос на договорите. Меѓутоа тоа е едниот сегмент, тоа е политичкиот сегмент. За мене проблеми е оној социјален аспект, а тоа е како Охридскиот рамковен договор им е представен од политичките елити на граѓаните, и на македонците, и на албанците, и на сите граѓани, сите овие години, и зошто ние се доведуваме во ситуација да има отпор, ви се молам, отпор кон правата на на друга етничка заедница, сега јас зборувам како припадник на македонска етничка заедница, да има отпор кон припадниците на албанската етничка заедница, а истовремено постојано македонците да се повикуваат на сопствените права и на загрозувањето на сопствените права, визави Бугарија, визави Грција, визави албанците. Едноставно се создава една неодржлива, јас би рекла, апсурдна ситуација која очигледно е, јас би рекла, буквално инструирана. Да. Пошто ги спомнавте Соединените Американски држави, само да потсетам дека е дел и од екзекутивната одлука на Бајден, дека Охридскиот рамковен договор е дел од тие инструменти по кои што се проценува партнерството со Соединените Американски држави. Се прочитав во една книга, вика Историјата на Балканот ја дефинирале планините. Вика, не биле доволно високи за да спречат окупација од големите сили, но не доволно ниски за да овозможат соработка помеѓу народите овде. Чисто ова како вовед дека на Балканот се уште се разговара по однос на теми како да се решат етничките прашања на Балканот и дали мултиетничкиот концепт на држави може да постои во еден ваков регион со таква историја, со такви предрасуди. И како да мировните договори, кои што се постигнати од 90-тите, всушност биле тестирање на различни модели. И во тој спектар на модели, како да има два екстрема. Едниот, Дејтонскиот, како територијални решенија на етничката енергија, и Охридскиот во другиот екстрем, како тестирање на мултиетнички концепт, преку моделите на интеграција и децентрализација. Сега дилемата ми е зошто се напаја овој модел и при тоа каде е позицијата на меѓународната заедница, имајќи предвид дека во развојот на овие модели некако Охридскиот се покажа како најуспешен. И со тоа тестот, ако можам да кажам, експериментот покажа дека има победничка варијанта која може да се користи како референтен модел утре за Косово, за Босна, за Србија и така натаму. Сега, прашањето ми е, зошто се напаја Охридскиот рамковен договор кога алтернатива на Охридскиот е поместување во спектарот кон Дејтонскиот и зошто меѓународната заедница е тивка кога единствениот успешен модел се минира, при тоа давајќи порака до другите држави не се обидувајте, пошто очигледно не вреди.
Како гледаш на оваа перспектива? Отвори две паралелни дилеми. Прво, дилемата дали е возможно мултиетничко општество, односно дали договорите практично и го отсликуваат мултиетничкиот карактер или треба да бидат лек за невозможноста на мултиетничкото општество. Јас мислам дека мултиетничкото општество е возможно. Не само што е возможно, него тоа историски е потврдено, а судирите кои циклично настануваат во одредени периоди, во точно определени политички периоди, кои можеме да им го најдеме контекстот на генералниот тој процес на распадот на поранешна Југославија и еве да кажам буквално влијанијата некако секогаш доаѓаат од ист центар, па и во однос на дестабилизацијата на регионот на Босна кој е различен. Мислам, различен е историски, контекстуално, единствената наша врска би била токму поранешна Југославија во однос на регионот на Македонија, генерално зборам се, целиот регион на Македонија, географскиот регион на Македонија, чие дефинирање завршува практично, односно започнува во 91-та година. Она што велат сега решавањето на македонското прашање, меѓутоа ќе се навратам на тоа, сакам да го одговорам ова прашање кое го постави. Значи, јас мислам дека општествата изворно се мултиетнички и мислам дека изворно тие функционираат одлично. Мислам дека некои интереси не им одговара што тие изворно се мултиетнички и автентично и постојано се наметнуваат антиалбански, антибугарски, антигрчки наративи за да го пореметат тој природен тек на настаните кој би постоел реално и кој би можел да биде на некаков начин функционален, кој што доведува до судири какви што доведува, каде што се јавува потреба од договори кои реално успеваат да функционираат. Охридскиот договор е добар модел. Кој денеска го проблематизира Охридскиот договор? Граѓаните го проблематизираат Охридскиот договор или повторно го проблематизира Охридскиот договор, условно кажано, јас ги нарекувам елити, меѓутоа сето тоа е во наводници се разбира, метафорички. И тоа елити не мора да бидат, тоа се партиски, политички, финансиски, академски, медиумски, секакви структури и секакви измешани влијанија, каде што сакаат да докажат дека Охридскиот рамковен договор не функционира бидејќи не е прифатен од јавноста, бидејќи им е проблем на граѓаните нешто во некоја ставка или во некоја точка, или вештачки сака да го наметне. Во однос на тоа како се одвиваат работите, на деградирањето, на нападот на Охридскиот рамковен договор, нападот на Охридскиот рамковен договор, оваа тема сигурно подобро ја знаеш, јас нема да бидам таа што ќе се обидувам да влијам. Меѓутоа, ќе го кажувам моето искуство. Јас бев во оној парламентарен состав 2016-2020 година кога се носеше законот за употребата на јазиците. Реториката на противниците, условно кажано, тоа беше најтешкиот закон кој го донесе тој парламентарен состав. Тоа не беше ниту Преспанскиот договор, ниту уставните измени. Туку најтешката процедура беше законот за употребата на јазиците. Најголемите инциденти се случуваат токму за време на законот за употребата на јазиците. Тоа значи дека условно на, еве да кажеме на ВМРО ДПМН како политичка партија тогаш опозициона или на сите тие медиумски и секакви структури што ги поддржуваа, им беше поголем проблем албанскиот јазик или поголем проблем името на државата. Бидејќи сега од една патриотска позиција тие велат дека името на државата е проблем, дека се продало името, идентитетот и сите напади кои доаѓаат. Меѓутоа реакцијата при носењето на тие, да кажеме ако ги правиме споредбено, излегува дека албанскиот јазик, употребата на албанскиот јазик била поголем проблем. Каква реторика тогаш беше употребувана? Дека македонците ќе бидат загрозени, дека ќе бидат албанизирани, дека ќе мора некој во источна Македонија замислете да зборуваат албански јазик, а тие се македонци. Гледате на какви ниски страсти се одеше и секогаш оди нападот. Прво, треба да се демонизира проблемот, значи проблемот е албанскиот јазик. Сам по себе тоа е проблем. Па ако случајно некој македонец го збори албанскиот јазик, тоа ќе биде проблем? Хипотетички, што ако и тој во источна Македонија знае албански јазик? Што него му пречи? Што тоа него го прави помалку македонец ако го знае албанскиот јазик? Тоа е тој вештачки наратив кој јас постојано велам дека се наметнува и се проблематизира нешто што се случило од политички причини, меѓутоа очигледно и покрај сите противења и покрај слабото објаснување, едукација на крајот на кришата што граѓаните ја добиле, денеска дури граѓаните, јас се сеќавам тогаш претениците колеги
А па како тоа албанскиот јазик е второслужбен јазик? Па албанскиот јазик е второслужбен јазик со промена на уставот, а не со јазикот, а не со законот што ние го носиме, ме разбирате? Значи буквално свеста практично, свеста на политичарите можете да замислите колку или пратеник или функција што обавува е ниска, а можете да замислите каква е знаењето на граѓаните. Значи тие се тие вештачки наративи кои цело време конфликтни ситуации кои се создаваат. Сега, прашањето е, ние имаме добар модел. Ние со ваквото поведение, претпоставам дека прашањето ви е кон нив, така? Па што сакате? Вие сакате, условно кажано, полош модел од ова да издесувате во Македонија, така? Ако сите велиме, нели, битен и идентитетот, па блокирана ни европската иднина, така? А сакаме да одиме кон нешто што за нас би било полош модел, тоа е моделот на Босна и Херцеговина, која, повторно ќе кажем, историски е драстично различна од она што е Македонија и не може да се прават тие паралели, освен во она кај што сакаат. Јас не мислам дека е целта да бидеме ние како... Прашањето ми е, од 2001, знаете, тогаш Македонската академија на науките, па и владата, излезе со мапи за поделби како решение, односно тој модел на решавање на етничките прашања на регионот. Тоа се одби. И од меѓународната заедница, и од албанската страна, ако можем да кажем условно. И се изгради тој модел во кој што во ред ќе пробаме модел кој што ќе биде заснован на овие два принципа, интеграција и децентрализација, и се разбира специјален статус на албанскиот народ преку прагот 20%. Праг кој што дава одредена посебна позиција на албанскиот народ, односно заедница, преку правото на, јас ги делам повеќе со слободна интерпретација, отколку што тоа е легалистички, во 3 столба. Едното е прашањето на автономија во одлучување на своите представници во институциите. Второ, правото на вето за прашања кои што се однесуваат на, нели како вели уставот, културните, образовни, идентитетски и така натаму. И тоа право на вето, ја би кажал, има 2 гранки, бадентер и балансер. И третиот столб, јазикот, кој што заедницата над 20% го има на централно како службен јазик. Сега, ќе навлезам како оваа влада сите 3 столба се обидува да ги уништува. Меѓутоа, каде е тука конфликтот меѓу каде е автентичниот македонски интерес визави овој модел и која е целта на оваа влада да не раздвижи низ спектарот назад, пошто во политиката вакуум нема. Нели, ако го уништуваш моделот кој што обезбедува унитарност, очигледно сакаш да промовираш поинаков модел. А алтернативата на интеграција е дезинтеграција. Алтернативата на вклученост е исклученост. Прашањето ми е, дали е неразбирање или има план во кој што некој смета дека договорите, 3 договора, кумулативно, се некаква екзистенцијална закана и ние мора да се справиме со нив и се разбира почнуваме со најпроблематичниот според нив, во кој што или ќе ги натераме албанците да бараат сами такви решенија или да се изнуди такви решенија. Значи, јас целосно го разбирам планот, не ја разбирам идејата позади. Што е целта на ваквата агресија? Мислам дека во прашањето го кажа клучниот збор. И треба од него да почнеме, а тоа е автентичниот македонски интерес. Сега, ние дали збориме за автентичен македонски интерес овдека или не? Автентичен македонски интерес се овие 3 договори. Затоа што автентичната македонска држава за која збориме од 1991 година е оваа држава, во овие граници, така? Тоа е Република Северна Македонија. И стана греф да се употреби уставното име, и стана греф да се почитува уставот, и стана греф да се почитуваат меѓународните договори. Ова за кое ние сега дискутираме, проблематизирање на Охридскиот рамковен договор, проблематизирање на Преспанскиот договор, договорот со Бугарија, не е автентичен македонски интерес, тоа е проблемот. А се промовира
како одбрана на македонски позиции. Кој е интересот на македонците? Иако не може ние во граѓанска држава да го гледаме издвоено интересот на македонците, издвоено интересот на албанците. Треба да го гледаме интересот на граѓаните и почитување на нивните етнички, јазични, религиозни и секакви други права како што е. И затоа е така поставен кај нас уставот, таа комбинација на граѓански устав со во преамбулата наведени после во неколку члена тие етнички права. Значи, јас повторно ќе кажам, ако го посматраме прашањето од позиција на автентичен македонски интерес, ова не е. И ја затоа велам, сите ова се влијанија кои практично во име на македонскиот интерес штитат нечи друг интерес, кој само се нарекува македонски интерес. Зошто би било автентичен македонски интерес да се сруши Охридскиот рамковен договор? Кога знаеме на кој начин е. Што е пред Охридскиот рамковен договор? Бујар, вие велите дека сакаме да се доведеме, нели како велите, поделбата не е веќе опција, така? Размена. Меѓутоа, јас не мислам дека они сакаат, или кој да е, кој го руши ова. Буквално го руши Охридскиот рамковен договор. Да би можеле, предпоставувам, би го срушили Преспанскиот рамковен договор. Не може. Тој е меѓународен договор и е конечен. Во една ситуација, мала диверзија ќе направам, во една ситуација грчкиот министер за надворешни работи вели: ако не бидете вие Северна Македонија, нема да бидете никако. Таа илузија дека ние ако не бидеме Северна, ќе бидеме Република Македонија. Ако нема Охридски рамковен договор, ќе им го кажеме албанците кај им е местото како во поранешна Југославија. Јас мислам дека ова е некаква идеја работите да се вратат назад, ама не назад пред 2001, назад пред 1991 година. Ние сега градиме модел на држава која де факто не постоела како држава до 1991 година. Ние до 1991 година сме биле дел, состав република, значи сме имале некаква автономија во состав на федерација. Целата реторика е враќањето пред 1991 година, бидејќи и реториката на владата или на власта и кон Бугарија, и кон Грција, и кон меѓународната заедница не е како од позиција на релативно мала држава, членка на НАТО и кандидат за ЕУ, него е како од позиција на Југославија, како од позиција на голема држава, моќна држава. Ние им кажуваме што треба да направи, ние кажуваме на Европска унија што треба да направи, така. Ние им кажуваме на албанците каде им е местото, нема јазик, нема така. Тоа е проблемот, што јас мислам дека сакаат да ги вратат работите како пред 1991 година, не размислувајќи за последиците. Затоа што очигледно некој да размислуваше за последиците нема да се дрзнеше да го руши кредибилитетот на државата, освен што ја руши стабилноста внатре, меѓуетничката стабилност, се руши сериозно и кредибилитетот на државата со непочитување на договори кои ние свесно сме ги прифатиле и кои свесно поминале низ нашите институции. Значи имаме рушење на институции внатре, непочитување на устав внатре, рушење на кредибилитетот визави партнерите, влошување на односи со соседите, каква и да биде, каков и да биде исходот. Дали има Охридски рамковен договор, дали има модел на Дејтонски договор, ние живееме со тие соседи, така вие мора да имате добри релации со тие соседи. Дали постоело Европска унија, дали не постои Европска унија, ние сме упатени на соседите, така? И па која е идејата, кој е тој автентичен македонски интерес, јас да имам лоши односи со Бугарија, со мојот прв сосед. Кој е тој автентичен македонски интерес да имам лоши односи со Косово, со Албанија, со Грција, со Србија, со било кого. Затоа велам, ние треба прво да дефинираме што е автентичен македонски интерес. За мене автентичен македонски интерес се овие три договори и апсолутно не чепкање, не пипање на ниту еден дел од нив. Тоа е автентичен македонски интерес. Но кога велиш да би можеле и Преспанскиот, дали тоа значи дека се напаја Охридскиот заради тоа што се смета од ова клика, ако можам да кажам, како најопасен, или затоа што него можеме, а не смееме да чепкаме по Преспанскиот? Не. И јас мислам дека Преспанскиот договор и договорот со Бугарија беа нападнати за да се испровоцира реакција од Грција или од Бугарија во однос на фазата во која се наоѓаме во однос на отпочнување на преговорите со Европската унија. Практично не немаме услов. Одлуката на Советот на Европа се уште стои последната одлука дека во моментот кога ќе се промени уставот и во преамбулата и во тие два други члена ќе се внесат, по автоматизам отпочнуваат. По автоматизам оди втората меѓувладина. По автоматизам се отвараат првите поглавја. 3 години ние слушаме за француски предлог. Каква е таа пропаганда подмолна? Како француски предлог?
2022 година имаме преговарачка рамка, нема веќе француски предлог. Гледате, дури и во реториката на луѓето француски предлог може да се смени тоа, така се уште е на ниво на предлог. Билатерализација, која билатерализација? Кој би сакал билатерализација? Што би преговарале ние со Бугарија одново? Да го оставам тоа на страна. Мислам дека Преспанскиот договор и договорот со Бугарија беа за да се спровоцира реакција во рамките на Европската унија, а таргетирањето на Охридскиот рамковен договор според мене е таргетирање на албанците директно, таргетирање на политичките елити на албанците. Тука зборуваш во колумните за политичка асимилација на албанците. Што подразбираш? Затоа што мислам дека се дојде до оваа ситуација. Значи, ако сакате и да имаме независна држава која ќе биде членка на НАТО и која е на прагот на отпочнување, односно со отпочнати формално преговори, меѓутоа ефективно отпочнување по поглавија, благодарение на албанците. И мислам дека во цела таа приказна практично албанците пречат во било која ставка. Дали ќе ги третирате како граѓани албанци, не како бројка. Дали ќе ги третирате како граѓани албанци, дали ќе ги третирате како албански политички партии, дали ќе ги третирате преку механизмите што ги имаат за контролата буквално преку Охридскиот рамковен договор. Бидејќи Бадентеровиот принцип е сериозна контрола на носењето на одлуките. Сериозна контрола на не би рекла доминација на македонците над албанците, туку доминација на политичките елити над сите граѓани. И затоа мислам дека најопасната фаза е кога се таргетира Охридскиот рамковен договор по стабилноста на државата. Затоа што вие Преспанскиот договор ништо не можете. Со договорот со Бугарија апсолутно ништо не можете, бидејќи од друга страна Преспанскиот договор и договорот со Бугарија се влезени во преговарачката рамка. Тоа е завршена работа. Некој мисли дека Охридскиот рамковен договор може да се преиспитува во оваа ситуација во која се наоѓа реално Европа, со војната во Украина. Гледаме денес, вчера, што се случува на релација Израел-Иран, уште еден голем конфликт светски. Гледаме што се случува со новата американска администрација и како се влошуваат односите во однос на Европската унија и тој процеп, буквално, тој процеп по моделот на функционирањето на српскиот председател Вучич, меѓутоа неговата позиција е драстично различна и позицијата на Србија е драстично различна и потенцијалот на Србија да прави проблеми е драстично различен, поради кој и Европа, и Америка, и Русија имаат таков однос каков што имаат кон Русија, меѓутоа реплика или копија на Вучичов дека не функционира просто. И на крајот на криштата, она што ние го имаме, а Вучич го нема, се албанците. И балансот што албанците го прават и како политички партии, и како влијание во општеството. Ја затоа велам, бројката од 20% не е вие да имате само вработени 20%, туку вие да имате влијание на процесите. Тоа е она што мислам дека пречи. Да. Затоа јас мислам дека е враќањето пред 91-та година и често пати се предпоставувам дека тоа го приметувате. Често пати кај нас се вели малцинството. Не, малцинства не постојат. Ама тоа е намерна употреба во јавниот говор на терминот малцинство. Тоа е практично да се каже супериорноста. Да. Главни се овдека македонците, сите вие сте тоа се гледа во прашањето во Вашингтон, кога го прашува новинарката премиерот, вика, вие сте мултиетничка држава, он вели, не, ние сме 2/3 македонски народ и 1/3 сме албанци, турци, роми и власти со цел да ја покаже. На страна што бројката е промашена, меѓутоа тука се практично сите народи или делови од народ. И тоа се тие промени што се во. Но да се вратам пак кај автентичниот македонски интерес. Бидејќи на почетокот, кога почна оваа агресија врз рамковниот договор со оваа влада, јас мислев дека е инерција од популистичкиот бран предизборен. Нели, кога ќе јавате на тој бран и тогаш ви треба малку време да застанете. Или па дека е незнаење, неискуство во институциите. Меѓутоа, колку повеќе излегуваат информациите, очигледно е дека ова е добро подготвен план. Значи, тоа се луѓе што точно знаат, и ова е од информации со луѓе кои што зборувале со луѓе од власта, кои што точно знаат што сакат да постигнат. И тука е инволвирана и олигархијата, и тука е инволвирани се двете македонски политички партии, за жал, во една фаза. Се надевам дека тоа почнува да се фрагментира и
тука е и Академијата на науките. Тоа значи дека има една сериозна мисла која што седнала и подготвила план за да им се покаже местото на албанците преку рушење на рамковниот договор. Така да не верувам дека таа маса на луѓе воопшто не знаат што е македонски автентичен македонски интерес. Затоа ми е таа дилема или е тука еден свесен е некој на вистински страв дека е тоа некоја екзистенцијална закана, па треба да се најде по некој радикално решение, или е некој друг интерес кој што е импортиран овде и овде ние функционираме како прокси играчи за реализирање на тој интерес. Не можам некако да верувам на тоа дека е само наивност и непознавање на автентичниот македонски интерес. Кога јас ќе кажам автентичен македонски интерес, јас мислам што е автентичен македонски интерес на граѓаните. Предпоставувам кога тие ќе кажат автентичен македонски интерес, мислат што е автентичен македонски интерес на елитите, условно кажано. Тоа често пати јас го нарекувам и заробено општество, не заробена држава, заробено општество. Заробената држава е само производ, политички производ, она што го, нели, веќе 10 години колку помина целата таа екипа на Прибе регистрираш, условно кажано. Тоа е заробената држава во однос на тоа како институциите се заробуваат од страна на политичка партија. Јас зборам за заробено општество. Заробеното општество може да продуцира заробена држава. Заробеното општество, значи заробено општество, не само во однос на политички партии, туку во однос и на кој има пристап на институти, кој има пристап во државни институции, кој има пристап во медиуми, кој има пристап во финансиските текови, кој има пристап во академската заедница, кој има пристап во јавниот простор. Тоа е заробеното општество. Сега, дали на тие може да ги наречете наследени елити, може да ги наречете неколку, не знам, 20, 30, 50 фамилии, така. Како сакате наречете ги? Нивниот интерес очигледно не е паралелен со интересот на 99% од македонските граѓани. Или од граѓаните на Северна Македонија, така? Бидејќи и граѓаните кои стануваат, и граѓаните кои се селат, гравитираат во она што се нарекува западна култура, во она што се нарекува Европска унија, во она што се нарекува демократско општество. Значи, автентичниот македонски интерес е насочен кон Европската унија, е насочен кон почитување на правила, е насочен кон владење на систем, на права, е насочен кон права по сите основи што ги имаат. Значи, македонскиот граѓанин изворно, како индивидуалец го гледате, зошто би имал против јазикот? Еве, јас веќе втор степен го завршив, го изучувам албанскиот јазик. Групата каде што одам, значи ви имате еден свет каде што го таргетира јавност, така, медиумскиот простор го таргетира албанскиот јазик, а кога ќе одите по курсевите, сите сме нормално што го учиме албанскиот јазик, сме македонци, од различни профили луѓе. Студенти, лекари, бизнисмени, професори. Ама тоа е под радарот, така? Никој за тоа не збори. Значи, за обичниот македонски граѓани не е проблем да го знае албанскиот јазик. Не е проблем тој да биде втор службен јазик. И па за кого е тогаш проблем, така? Дали е тогаш проблем за елитите кои сакаат ова општество да го држат? Јас цело време велам, во една статус-кво ситуација на да не мрднеме ни напред ни назад, тука некаде да останеме заглавени. Да чека некој некаков, не знам каков развој на геополитичкава ситуација во светот, не знам каква катастрофа или катаклизма да се случи и ние да се вратиме, а каде може да се вратиме ако не во некаква си замислена фиктивна поранешна Југославија која се распадна во брутални војни и произлега од нив брутални жртви, така, во кој страда и бошњаци, и албанци, па и македонци, и така. Што сакаме ние да се вратиме? Или каде сакаат тие да не вратат? Затоа велам, автентичниот македонски интерес е Европска унија, НАТО. Јас велам, со сите овие предуслови ние успеавме да стигнеме во голема мерка благодарение на албанските политички партии, во голема мерка благодарение на свеста на албанците, до ситуација да имаме Охридски рамковен договор, до ситуација да имаме Преспански
договор. Значи да имаме решен спор кој сме требале да го решиме 20 и кусур години. Денес кога ќе ми кажат ние најдолго време чекаме пред портите на Европската унија. Па зошто е тоа така? Па ние до 2018 го немавме решено спорот со Грција, така? Значи не дека нас нешто посебно не кажнувала Европска унија. Јас мислам дека треба да го мериме чекањето пред портите на Европската унија од во моментот кога се ратификуваше Преспанскиот договор од 2019. И од 2019 ние до 2022 чекавме 3 години. Тоа е многу чекање или малку чекање? За 3 години Европска унија ни даде преговарачка позиција, така? Што чекаме од 2022 до сега? И тоа ќе го препишеме на албанците, на кого ќе го препишеме? На бугарите, на грците, на кого ќе го препишеме? Ме разбирате? Кога ќе видите вие имате албанофобија, бугарофобија и гркофобија, се имате, освен имате вака една филија, што би се рекло кон север. Обратен процес. Не се ова автентични процеси. За жал не биле ни во поранешна Југославија автентични македонски процеси. И ние сакаме да преслушаме. А зошто нема масовност во поддршката на автентичниот македонски интерес? Мислам дека не е дали е она топ-даун наметнато дека едноставно македонските политички елити погрешно го наведуваат народот дека соживотот е ризичен, е опасен, дека еднаквоста значи екзистенцијална закана за државата, или па има подлога кој што политичарите само ја користат таа емоција заради политички профит и всушност јаваат на постоечкиот бран. Знаете, ова јајцето или кокошката, така, јас мислам дека подлогата е создавана во поранешна Југославија реално. Реално е создавана затоа што се градела една нација, нова нација, југословенска нација. И ако сега вие сте 91 година, ако бисте ги прашале луѓето што се чувствуваат, колку би кажале македонци, колку би кажале југословени реално? Па на пописот било, мислам дека 12% имало југословени на пописот во не знам 90 и некоја, ако ми е точна информацијата. И идентитетот условно кажано. Наративот кој се градел, јас цело време викам, не е проблем за таа држава и од позиција на таа држава. Значи до 90-та година ние сме биле факт дел од федерација, факт сме имале федерален идентитет, факт сме имале 6 републики, 2 автономни покрајини, како се вели. Факт имало малцинства, главни народи, не знам, она што е сега наследено. И не може ние да го обвинуваме или да го напаѓаме како тогаш се градел наративот, иако во однос на македонците, реално дека во интерес и на таа Југославија, и на српски структури во таа Југославија, било во интерес да бидат, да има, јас би рекло, антибугарско расположение и тогаш. И не толку антигрчко расположение. Меѓутоа, и антиалбанско. Антиалбанско веќе се подразбира. Не само во однос на македонците, туку антиалбанско имало и генерално, и на ниво на Југославија. Меѓутоа, зошто интересот на македонецот би бил против Бугарија или против Грција или против Албанија? Тоа било интересот на политичката структура во Југославија. Можеби тоа е интересот денес на политичката структура во Србија. Јас често пати велам дека односот што ние го имаме кон Бугарија, еве да кажеме, е односот кој Србија би го имала кон Бугарија, бидејќи тие си имаат свој историски контекст, континуитет, односи, непријателства, пријателства, релации и слично. И мислам дека Македонија само се користи за да си го искористат нивниот однос да си го изградат визави. Истиот мислам дека често пати велам дека македонците како да се научени или како некој постојано да ги учи, да ги гледаме албанците ни српска призма, ни српски очи. Значи не да ги гледаме албанците ни призма на македонски очи, туку ни призма на српски очи. Исто и во однос на Србија. Па затоа тие варираат. Па вие гледајте. Имавме со години антигрчко расположение. Па од кога се потпиша договорот, освен што остана нели сите предавства, никој до ден денес не кажува зошто е предавство дефинирањето на еден дел од Македонија како Северна Македонија, имаме пораст на антиалбанска кампања. Јас тоа го нарекувам албанофобија. Меѓутоа, албанофобијата во суштина не е омраза кон албанците. Албанофобијата е страф од албанците. И мислам дека стравот од албанците, сега јас велам дали е тоа стравот од албанците на македонците или стравот од албанците на
српските или просрпските, не се тоа ни српски структури, тоа е најинтересно. Едно е Србија да си има легитимен интерес дури и во однос на Македонија. Меѓутоа најстрашни се македонците кои имаат просрпски сентименти и кои практично се плашат од улогата на албанците. Албанофобијата, односно стравот од албанците, ја развива или ја проектира омразата кон албанците кај обичните луѓе. Ама изворно е, јас мислам, стравот. Како емоција која ги носи, затоа што практично најгрубо вака кажано, бидејќи не сакам да звучи грубо, бидејќи сепак ние сите сме, ова е граѓанско општество и сите сме ние индивидуалци, луѓе со име и презиме. Меѓутоа факт е дека албанците на овој или оној начин ја имаат улогата да биде балансот, да бидат балансот и според тоа најприродниот и најпак посакуваниот можен партнер на македонците визави сите оние кои имаат било какви, еве да кажам, лоши намери. Може ли тоа да се дефинира како автентичен македонски интерес? Да. Дека всушност е интерес да има доверба, соработка Апсолутно. и Апсолутно. солидарност меѓусебна. Немам дилема. И тоа секогаш го нагласувам. И тоа секогаш го нагласувам дека оваа држава нема да беше ваква да не бе албанците. И гледам во една колумна твоја нова албанофобија, која велиш за време на одморот од одбрана на идентитетот од бугарите, формата се одржува со добро поснатата латентна нетрпеливост кон албанците, скриена во разни форми. Квотите се дискриминаторски, седат и земаат плата, не плаќаат даноци, крадат струја. Сега, ова беше во еден период. Тоа беше сатанизирањето на албанците. Или па пред 2001 секој автентичен изблик на албанците да покажа дека сме обесправени, сме дискриминирани, сме маргинализирани, сме надвор од системот. Беше нападнат со обвинувања за иридентизам, за сепаратизам. Некако сега е истиот став, само плочата се смени. Се криминализирани. Дуи укажува дека ова агресија врз рамковниот договор е сериозен напад врз државата, врз соживотот, врз унитарноста на државата. Одговорите се најцинични од типот овие сакаат да ги бранат своите криминалци или криминали од минатото. Дали го гледаш истиот пристап, само во друго пакување, ако можам да кажам? Меѓутоа, еве, имате проблем дека Дуи го брани Охридскиот рамковен договор во ред. Така како велат. Дуи криминализирана. Па зошто не го браните вие Охридскиот рамковен договор? Зошто никој од македонската јавност не го брани Охридскиот рамковен договор? Зошто македонските политички партии, еве СДСМ зошто не го брани, како пример, да не ми замерат. Како ете, нели, втора, не можам да кажам најголема опозицијска, бидејќи сметам дека не е. Не, од изборите е трета партија. Е така, добро, како втора по големина македонска. Зошто таа не го брани Охридскиот рамковен договор? Ја не можам да разберам. Охридскиот рамковен договор не е за албанците, Охридскиот рамковен договор е за сите граѓани. Се што е составен дел на уставот е за сите граѓани. Значи, да, тоа е наменет за и е дојдено на начина како што е дојдено до него и штити права на одредени етнички заедници. Меѓутоа, се што е во уставот се однесува на сите нас. Неодбраната или дозволувањето да се на овој начин брутално уништува Охридскиот рамковен договор, зарем не ги загрижува македонските политички партии? Зарем не ја загрижува македонската јавност? Зарем не ги загрижува македонските интелектуалци? Зарем сметаат дека е нормално на тој начин да се како се вели, да се поигруваме со нашиот сопствен устав? Значи, не мора ние да оставиме Дуи да биде таа што ќе го брани Охридскиот рамковен договор, ама зошто се прави тоа? Тоа се прави за уште еден начин да се минимизира значењето на Охридскиот рамковен договор и се што се случува, што во моментот функционира од Охридскиот рамковен договор, освен Бадентеровото мнозинство. Па и тоа. И тоа не, ако се зема предвид одлуката на Уставен да го разгледа законот за јазици во моноетнички состав, мислам дека го релативизира Бадентеровото мнозинство, го прави контролен механизам, а не... Да, и практично
во самиот вовет на одлуката за никој не реагираше на тоа и за мене тоа скандалозно. Во самиот вовет на одлуката во однос зошто се укинува балансерот, нели се третира балансерот како техничко прашање се третира. Нели ги загрозува, како се вели, не правишната, туку мери системот на вработување. Демек, мери системот на вработување само од етничката припадност зависи, а партиската припадност кога е мерит систем, тоа е нормално. Од страна, да кажеме, на македонските политички партии. Меѓутоа, за мене што е најпроблематично и најсимптоматично, Уставниот суд влезе во дефинирање на категории како што е етничка припадност и национална припадност, што е надвор од политички, правен или било каков систем. Тоа се социолошки, тоа се културолошки категории, тоа се категории што не подлежат на дефиниција. Ке одиме и кон тие три столба само пред, бидејќи го спомна тоа српски свет, ако можам да го дефинирам така, за да направиме дистинкција со Србија, бидејќи би требало да градиме односи како со секоја соседна држава, меѓутоа без дилема. Има луѓе кои што велат, еве баш вака на улица, вика, не ми пречи толку колку што ме тепа, туку што на крај и ме плука. Зошто ја кажувам ова метафора? Поставувањето на Стоилковиќ како министер одговорен за министерството наменски создадено за имплементирање на рамковниот договор, дава двојна порака. Едно за минимизирање на рамковниот договор, покажување на местото на албанците, укинување на посебниот статус кој што прагот 20% го наметнува од рамковниот договор, туку и символично тоа да го прави преку Стоилковиќ. И тоа е најмногу што луѓето ги иритира, она подценувањето, не само битката против рамковниот договор, туку и начинот на кој тоа се прави преку, како да кажам, Да, на едно символично метафоричко ниво понижување. Преку понижување, баш преку понижување. Целта е таа доминација да се прикаже, таа супериорност, јас би рекла. Меѓутоа, знаете, српски свет. Прво треба да разликуваме официјална политика на Србија, така, нели велите нормално, и треба да имаме соседна држава. Ние не бираме каква власт има во Србија, да се бираат граѓаните каква власт има. Граѓаните во Србија знаеме какви турбулентни се изминативе 6 месеци, па можеби, какви 6 месеци и повеќе. Значи, тие ќе си одредат каква власт сакаат да имаат. Таја власт што сега ја има, ние нормално имаме релации со неа, меѓутоа какви релации треба да имаме? Ние и со таа власт и со секоја. Треба да имаме релации на одговорна НАТО членка. Така? Треба да имаме релации на одговорен кандидат за Европска унија. Значи, треба да имаме релации базирани на елементарни правила, што се вика владење на правото, изборни правила, почитување на законите и слично. Српскиот свет не е ексклузива на оваа конкретна власт и на конкретниот председател. Српскиот свет е стара доктрина и стара догма, стара хегемонистичка националистичка политика на србите, која се провлекува најмалку цел 20 век, 19 век, и на која жртва во одреден период и се разбира и овој дел од Македонија, од тој географски регион, кој потоа се само влегува, ние како Македонија влегува во составот на СФРЈ, како дел од Србија, така, како освоен дел од Србија. И ние, доколку сакаме да го штитиме тој автентичен македонски интерес, ние не треба да заборавиме. Ова е нашата позиција. Ама позицијата на Србија секогаш ќе биде дека тие имале територија која ја изгубиле со формирањето на Југославија. Тие така го посматраат и Косово, така ја посматраат и дел од Босна, Република Српска и слично. Проблем е што политичките односи не били исти во 19 век, 20 век, после Втора светска војна и сега. Значи, во меѓувреме ние имаме изграден меѓународен правен поредок, имаме институции кои до душе и сега се ставени на тест со случувањата после нападот, агресијата на Русија врз Украина, меѓутоа се уште имаме не меѓународен правен поредок. Во тој меѓународен правен поредок неприфатливо е доктрини од пред 100-150 години како што е српскиот свет повторно да доаѓаат на сцена и да бидеме ние вклучени
во некакви си идеи кои секогаш реално може да постојат во било која држава. Така во било која држава вие може да имате ултранационалистички, хегемонистички, националистички кругови и слично. Меѓутоа доброволно не само да влезете во таа шема, туку доброволно и да ја премолчувате. За српскиот свет се говори повеќе во самата Србија и тоа во такво општество какво што е, отколку што се зборува кај нас. Па ние треба да го гледаме аспектот дали тој потенцијален српски свет ќе ни наштети или ќе ни користи. И како би можел да ни користи, а како би можел да ни наштети. Прочитам едно соопштение од Утринава на ДУИ, кој што вели Демократската унија за интеграција остро реагира на последните хибридни активности на инсталациите на српскиот свет во владата, кои јавно и во целосен капацитет во името на владата го промовираат и застануваат во одбрана на руските наративи во земја. Овој преседан представува директно конфронтирање со позициите на НАТО и насоките содржани во декларации усвоени со консензус од страна на Советот на Алијансата, за кој ние редовно гласаме. Имено заштитата од манипулациите и малигните руски влијанија се препознаени, идентификувани и потврдени од страна на НАТО како директна закана во процесот на политичко одлучување во земјите членки и кои директно ја го загрозуваат единството на Алијансата. Зошто не го дадовме оваа реакција? Поради присуството на вице-премиерот Стоилковиќ на приемот на руската амбасада, заедно со кинескиот амбасадор, во кој што аплаудираат на говорот на рускиот амбасадор како специјалната воена операција ќе трае затоа што има цели. И после тука ја имате изјавата на премиерот во кој што кажува ја релативизира целата работа на тоа присуство на вице-премиер во тој состав и вели вие ја знаете позицијата на владата по однос на Украина. Истиот премиер кој што за директорот на инспекторатот за законот за јазици затоа што зборел на албански вели ако тоа го прави уште еднаш ќе го разрешам. Така да затоа го спомнав Стоилковиќ и како символична порака на понижување, меѓутоа и како парадигма на ова влијание врз оваа политика. Потоа ќе цитираме уште една изјава, која што ми остави впечаток на унгарскиот премиер, кој што на последниот конгрес го поздравува нашиот премиер со го поздравам херојот на замокот, кој што го победи Брисел во Скопје наспроти против кандидатот. Не можам да кажам дали имало тука навистина некоја порака или е само куртуазно поздравување, но некако како да се вклопуваат коцките за една конспиративна теорија дека не е само домашен производ овој напад врз Охридскиот рамковен договор и моделот кој што го воспоставивме. Па сега добро не знам премиерот на Унгарија зашто го поздравил нашиот премиер, односно која е таа победа што ние извојувавме? Изборната победа. Изборната победа, добро. Во смисла дека ЕУ го има поддржано против кандидатот негови, он го победил Брисел во Скопје. Да, и имам доста пишувано за поведението и на СДСМ од 2022 година и за нивната улога, која не мислам дека е баш најдобра во однос на преговарачката рамка и во однос на форсирањето на битните теми за оваа држава и на инсистирањето на уставните измени кои практично се исти до ден денес. Знаете, интересите секогаш ќе бидат и ќе доаѓаат од различно место. Значи, ние може да коментираме какви се интересите на Унгарија, ама наше е дали ќе дозволиме или нема да дозволиме интересите на Унгарија, која во моментов работи против интересите во голема мерки на Европската Унија, а е иако, членка морам на да Европска кажам, Унија. таа е членка на Европска Унија Така и треба да имаме одлични односи. Јас сум негувал одлични односи како министер за надворешни Затоа велам, работи. ние можеме да ги коментираме, критикуваме, проценуваме, меѓутоа изворно ние треба во однос на нашите интереси кои се.
Значи, повторно се навраќаме на она. Кои се автентични македонски интереси? Кои се автентични интереси на Северна Македонија? Тие интереси ние треба да ги проценуваме. Како се однесува Србија, како се однесува Унгарија, како се однесува Бугарија, како се однесува Албанија, Грција, кој сакате во светов? Русија, Америка, така. Значи, кој е нашиот интерес? Секогаш вие ќе имате интереси кои ќе се обидуваат да навлезат и да влијаат. Еве и примерот со Стојковиќ. Стојковиќ е етнички србин. Логично би било тој да ги протежира интересите на Србија, така? Логично би било да инклинира натаму. Меѓутоа не е логично да бидете вице-премиер на земја членка на НАТО, а да присуствувате на прием односно претпоставам тој прием е одржан овдека во Скопје. Во Скопје, да. Да присуствувате на прием и да се согласувате со она што е кажано на тој прием. Исто како што не е логично да ви гостува во сред Скопје Додик. Милорад Додик и сите власт, опозиција, ама тоа не е прво гостување. Може би Додик лично не гостувал, меѓутоа секогаш тој праќал некогаш и секогаш кај нас се третирала Република Српска како посебен политички ентитет и секогаш Со посебно знаме на маса на Република Српска. И секогаш стоел. Па каков однос имаме ние кон Босна и Херцеговина? Каков однос имаме кон Дејтонскиот мировен договор? Каков однос имаме кон Европската унија, кон нашите стратешки партнери? Па вие гледате дека дури американската администрација на кој Додик полагаше многу голема надеж, јасно стави до знаење дека црвена линија е Дејтонскиот договор и дека секој кој го руши стабилноста на Европа и интересите на Соединетите Американски држави. Што се враќаме на почетокот на прашањето на нешто што го заборавивме. Зошто е тивка меѓународната заедница во однос на Охридскиот рамковен договор? Морам да ви кажам дека тоа е енигма и за мене. И очекував поголема реакција, односно очекував било каква реакција и од Соединетите Американски држави и од страна на Европската унија и единствено логично објаснување кое го имам, која е моја предпоставка е дека им е дадено време на оваа влада за завршување на процесот на уставните измени. Предпоставувам дека и тие се обврзале на нешто и дека им е дадено време на толеранција во однос на се што би направиле внатрешно, меѓутоа испарачете го главното и не го дестабилизирате цел регион, бидејќи де факто се дестабилизира цел регион, не само државата внатре, со нашето неотпочнување на преговорите и за мене, повторно кажуваме, чиста предпоставка без било какви предзнаења, на тоа се должи молкот. Инаку нема апсолутно никакво логично објаснување зошто би се молчало на проект кој на крајот на криштата не е само изворно македонски проект Охридски рамковен договор. Прво е нивна инвестиција. Имено. Со потпис на Пердју и Леотар како така представници на САД и ЕУ, но пак ќе се навратам на тоа. Најважното е што од таа палета на варијанти како да се решат етничките прашања на Балканот се покажа како најуспешниот модел. Се покажа како добар модел. Ако овој пропадне, јас мислам дека нема надеж било која држава во регионот да потроши енергија за мултиетнички држави или општества, бидејќи толку имаше инвестиција на меѓународната заедница. Ние све што изградивме како политички успех, ја велам, има печат помал или поголем на Вашингтон и на Брисел. Со сета таа енергија внатре. И затоа мислам дека први што би требало да реагираат е да ја заштитат својата инвестиција, но пред се моделот, бидејќи алтернатива на моделот се територијалните решенија. Но кога одиме кај рамковниот договор, чисто ако може овие мои согледувања по однос како се руши рамковниот договор. Значи, трите тие столба што ги спомнав. Автономија во одлучувањето се сруши со непочитување на волјата на албанските гласачи, бидејќи ова обично внимателно го поставувам како прашање, бидејќи луѓето мислат овие пак плачат дека Дуи не е во владата. Меѓутоа, ние сметаме дека ова е од суштинско значење, бидејќи ако се нормализира процесот во кој што победникот во македонскиот политички блок, бидејќи се уште кај нас се гласа по етнички линии доминантно, тогаш прво се губи смисла за организирање на процес во албанскиот блок. Второ, што сметаме дека многу опасно е дека полека политичките елити на албанците ќе почнат да се детачираат од народот, бидејќи немаат интерес веќе од народот. Бидејќи не зависи од нив дали ќе
бидат во власта или не. Туку ќе почна да се кружат околу македонските политички елити. Тоа значи дека народот ќе остане без некое суштинско влијание од политичка елита. И тогаш тие се лесно подложни на било какви нови идеи кои што може да бидат и радикални и може да бидат и екстремни од било кој тип, не зборам само од тоа што го по дефолт го подразбираме. И тоа се сруши. Значи идејата да му се одземе правото на албанците да одлучуваат за своите представници и да се даде на македонските политички елити. Второ, им се одзема суштинското право на вето, ако можем да кажем, преку Бадентер и Балансер. Прво се укина Балансер. И малку зборуваме дека одлуката на Уставниот суд не е административно да се укине Балансерот, туку да се укине правото институциите да ги препознаваат граѓаните по однос на нивната етничка припадност, што е суштина по кој што е дефиниран рамковниот договор. А тоа е рефлектирање на демографската реалност во позиционирањето на заедниците во државата. И преку power sharing, и преку консоцијативната демократија. Све се дефинира на правото да бидете идентификувани како врз основа на етничката припадност и тоа да ви даде одреден корпус на прашање. И со тоа се сруши комплет. Бадентер, дали е укинат или не? Значи, целта на Бадентер е да имате право да кажете не на прашања кои што сметате дека ви се есенцијални за вашата заедница. Ако Уставниот суд има право во моноетнички состав да ги модификува решенијата кои што се донесени со Бадентер, тогаш Бадентер ви останува фарса. Ви останува еден контролен механизам како првото гласање кој што после оди на верификација кај председателот. И третиот столб, јазикот. Нападот код јазикот е невиден и сеопфатен. Значи, се инструментализира Уставниот суд за да ги укине главните постулати на јазикот. Најважниот извршен орган за имплементација на јазикот, инспекторатот, со закон, и тоа спротивно на системскиот закон за ЗОРОДУ, за органи на државна управа, им ја одзима автономијата и го внесува инспекторатот под Министерство за правда, ги остава вработените веќе 7 месец влегуваат, инспекторите се без плата, за да се демотивираат, за да дадат оставка од работните места и да замре идејата дека може да постои инспекторат кој што ќе даде глоби за непочитување на законот. Бидејќи ја знаете пропагандата која беше донесен законот, ќе бидат казнети во Струмица македонците ако не зборуваат. И сега треба да се уништи и инспекторатот. И трето, секаде веќе албанскиот јазик го нема низ институциите. Вчера имаше информација, поликлиника Битпазар, 90% клиентите се албанци. Таблата е поставена моноетничка. Се вадат од печатите, се менуваат и се вади албанскиот јазик. Не само што веќе нема праксата на двојазични документи во две колони. Меморандумот на почетокот почнаа само на меморандум кој што е двојазичен или министерство. Да, ма јазикот е се уште, законот е се уште на сила. А законот е се уште на сила, што е целосно спротивно. Например, да, тоа е прекршење на законот. Уставниот суд има поставено табла позади кај што ги одржуваат пресконференциите кои што кои што се моноетнички. Значи, напад од сите страни. Уставен суд да го укине, инспекторатот да се анулира. Агенцијата за јазици изфрлена од зградата кај што сега Стоилковиќ е шеф. И за да се понижи. Значи, значи дека активно се крши, активно се крши во моментов законот за употреба на јазиците. И уставот. И уставот, да. Значи, трите столба кои што беа сршта на мировниот договор, како алтернатива на понудата тогаш на академијата и на владата за поинакви решенија, сега се уништуваат. Вака, во неколку фази ќе одговорам, сакам да почнам со една што ми е многу интересна, а тоа е кога не сакам да коментирам нели за ДУИ или за било која политичка партија, меѓутоа многу ми е интересна која на
одговорот кога одите вака и вие во дебатни емисии, меѓутоа и било кој представник на ДУИ, која ќе кажат па нели го прекрштивте мајскиот ли како беше договор, победник со победник, и се велат па зошто сега се буните кога вие тоа истото го направивте во 2016, односно 2017 година, што ми е кога доаѓа од страна на македонци, ми е многу интересно оваа забелешка, и особено кога доаѓа од страна на либерални, левичарски кругови, особено кругови блиски до СДСМ или блиски до шарената револуција, кои треба да ги потсетиме дека да не беше ДУИ, тогаш нема да имаше влада, како што исто нема да имаше влада и 2020 година. Не навлегувам во вашите мотиви зошто сте направиле, меѓутоа го гледам од позиција на граѓани и дека тоа фактички беше клучната точка да се воспостави владата, да се врати нели владењето на правото, да се врати она за што постоеше сите тие граѓански протести, ако се сеќавате, не беше само шарената револуција, потоа беа граѓански протести против, односно во функција на специјалното јавно обвинителство. И интересно е кога ќе се каже, кога ќе даде таа забелешка, го прекршивте. Па дури да е прекршен, така договор, си имате ви аргументи, не навлегувам во вашите аргументи дали е прекршен или не. Ја гледам позицијата на некој што учествувал активно на тие протести, што активно се бори за владење на правото, што активно знаеме каква беше ситуацијата до 2016-2017 година и исходот на изборите го знаеме каков беше. И практично улогата на ДУИ тогаш беше некој што ја овозможи влада, проевропска влада со СДСМ и коалицијата, бидејќи јас бев дел тогаш од коалицијата, представник на Либерално-демократската партија, кои де факто не успеавме да обезбедиме пратеници кои беа доволни, односно да бидеме мнозински во однос на од македонска страна за да може да се направи таа влада. Значи тоа е добра улога. Дури да е прекршување за повисоки интереси. Така? Не, тука јас имам едно поинакво размислување, затоа што и да е добра намерата, ако е непринципиелна, би било прекршување. Ама принципиелна е намерата. Нашата логика, ама принципиелна дека концептот победник со победник не е изворното решение на Мајскиот договор. Ако го прочитаме Мајскиот договор, бидејќи целта на заштитните механизми кои што ги наметнува рамковниот договор е да се заштитат не мнозинските заедници, а не мнозинската заедница. Мнозинската заедница си има бројки да си ја менува динамиката. Јас ве разбирам. Значи, решението во Мајскиот договор е мандатарот мора да разговара со победникот кај втората поголемина етничка заедница, затоа што таа треба да има заштитни механизми од мајоризација. Така е. И од тука ние сметаме дека не е прекршен Мајскиот договор. Ја не зборам дали е прекршен или не. Јас зборам за реакцијата што доаѓа од страна на македонците, кои не смогнуваат сила, ниту да ја пофалат политичката партија зашто тоа го направило. Бидејќи се што сме се бореле претходно како независен сектор, не мора да биде политичка партија, така? Е реализирано. Ништо тоа не беше да биде реализирано 2017 година, доколку вие продолжевте со ВМРО ДПМН, така? Затоа што ВМРО ДПМН и нивното узурпирање на власта и заробената држава беше проблемот. Па не може истите луѓе што биле на страната на шарената револуција, што биле на страната на граѓанските протести, сега да ви викаат, ама да, вие го прекршивте тогаш 2017 година. Не може СДСМ да вика дека ДУИ е криминална вака онаква, а да влегува во коалиција и 2017 година и 2020 година. И јас зборам за елементарна политичка култура и елементарен политички морал. Ја не велам дали е прекршено или не е прекршено. Зборот ми е, па какви се тогаш вашите изворни интереси? Тогаш вие, значи, сте се представувале за нешто што не сте биле. Тогаш, значи, вие сте ги мамеле граѓаните и во 2016 на изборите, и во 2020 година. И се представувале дека нешто не сте во тоа што... Значи, едноставно, јасно беше што сакаат граѓаните. Нејасно беше поведението на политичките партии и после. И оваа апатија кај македонците што се случува од тогаш до сега е резултат на поведението меѓу другото и на СДСМ, кој сега вели 2 изборни циклуси поред нас рейтингот ни паѓа поради поведението на ДУИ. Не. ДУИ апсолутно нема никаква врска со рейтингот на СДСМ. Рейтингот на СДСМ паѓа поради изневерените барања и очекувања за реформа каква што требаше да има реформа. Да се вратиме сега на Уставниот суд. Преска ја почнав таја. За мене најскандалозно, најсимптоматично беше дефинирањето на терминот на етничка припадност.
етничката припадност после 2001 година е влезено како темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија, тогаш сега Северна Македонија. Темелна вредност. Па дури ако се сеќавате на крајот на некаде при крајот или во завршните делови на таа одлука за балансирот, вела дека не била примарна темелна вредност, пошто се градираат темелните вредности. Ова била така на крај стаена, па значи ова прва, втора, па десетава може. Значи тоа е нонсенс. Тоа е правен политички нонсенс. Значи нема градација. Од прва до последна сите имаат ист третман на темелна вредност. Меѓутоа, како може Уставен суд, како може било кој суд, како може било која институција да дефинира што е тоа етничка припадност? Значи, тие не велат етничката припадност темелна или темелна вредност, тие велат дека етничката припадност била флексибилна, сега нели парафразирам, не ја знам точно цитатот, го немам кај мене, дека тоа било лична определба на граѓаните, која што може да се менува. Која што може да се менува. Тоа е страшно опасна теза. Тоа е опасна теза не само во однос на албанците и во однос на Охридскиот рамковен договор, туку и во однос на македонците и во однос на спорот кој тие го наметнуваат со Бугарија. Па чекајте, ако може да се менува, тоа значи дека сега можам да бидам македонец, утре може и да не бидам македонец, така? Денес вие може да бидете албанец, утре ќе се разбудите како не знам што, како грк ќе се разбудите, како србин, како бугар, како шпанец, како било што. Апсолутен така нонсенс. Бугар Османи ме нарекува. Зошто ми беше пример со бугар. Тоа е апсолутен нонсенс. Тогаш, значи, ако ние немаме етничка припадност, па зашто е Македонија блокирана од 2022 година? Па кој идентитет ние тогаш го браниме, бидејќи нели тоа е флексибилна работа според Уставниот суд, така? Тоа денеска сме македонци, утре бугари, утре не знам што може да бидеме. Навлегувањето значи, во освен што се минира суштината на рамковниот договор преку апсолутно. Преку ова одлука, туку и интересот на македонците визави спорот. Интересот на било кого е спорен. И на крајот на криштата, Бадентеровото мнозинство е врзано со искажување на етничка припадност. Иако они се обидуваат да го интерпретираат како дека е наменето само за во законот за администрација, односно за вработувањето, меѓутоа мислам дека е тоа неточно интерпретирање. Уставниот суд ја оспори етничката припадност како темелна вредност. Значи, и тука слободно утре може и за пратениците да се повика било кој. Да се повика прашањето дали може всушност да ја искажат етничката припадност или не. Ако вие го интерпретирате на еден начин, јас на друг, на трет начин, па значи Уставниот суд оставил слобода за да се интерпретира кој како сака? Така? Значи тогаш немаме ние јасно како може во еден акт да има оставено простор за слободна интерпретација. Па тогаш што ќе ни се закони, ако секој си ги интерпретира како сака? Затоа велам, дефиниција за етничка припадност апсолутно не е место во одлука на Уставен суд. Уставниот суд практично се постави над Уставот. Уставниот суд не може да Уставниот суд излезе дека го проблематизира Уставот со тоа што стоела етничката припадност и сега он дава дефиниција, па како може? Па стои етничката припадност, завршена работа. Се знае што е етничка припадност. А дали некој ќе анализира што е етничка припадност, тоа е задача на научни институти, тоа е задача на научни конференции, тоа е науката. Тоа е автономијата на науката надвор од Уставниот суд. И остави простор токму за, според мене, таргетирање на Бадентерот. Сега, дали според оваа одлука, хипотетички јас велам, може утре да каже некој македонец пратеник, доколку нели недостасува Бадентерово мнозинство, дека се чувствува баш тогаш албанец. Ама утре дента пак ќе се почувствува македонец. Со законот мора да се изјаснат пред изборите кога ќе кандидираат. Меѓутоа некој може да го оспори во Уставен суд токму врз основа на таа одлука дека не смее етничката припадност да биде наведена и нема да биде наведена. И како ќе се изјаснуваат? Тогаш нема Бадентер. И па ако нема Бадентер, тогаш се нарушува целиот концепт на Охридскиот договор. Така е. Ако нема Охридски договор, тогаш на која ситуација ние се враќаме? Што останува во празниот простор што го остава Охридскиот
рамковен договор? Мировен договор, да не заборавиме. Охридскиот мировен договор, така Да, е. многу е битно. Така е. Многу е битно зашто е мировен договор и тоа е траума за целото општество, тоа е траума за албанците, тоа е траума за македонците и ние дотвараме трауми. И јас често пати велам, зошто ние како македонци никогаш не се запрашаме. Велат, квотите биле недемократски. Па, квотите се недемократски, ама општеството било недемократско. Ако било демократско општество, немало да има потреба од квоти, така? Ако биле присутни албанците во институциите, нема да имало потреба од квоти за вие да нели мериме сега колку се 20%, над 20% до 20%. Тоа е слично, јас велам, како квотите за нели колку ќе има жени на пратенички на листите за парламентарни избори или колку ќе има за па зошто поставуваме квоти, нели? Па зошто не одиме по мерит? Па можеби баш таа генерација ќе има 100% мажи, па следната генерација ќе има 100% жени. Зошто 2002 0,2% биле албанци во државните институции? Значи квотите се механизам за да се исправи нешто што изворно во општеството било недемократски. И сега наместо ние да велиме сме напреднале благодарение на Охридскиот рамковен договор и сме достигнале нешто на кој сите треба да се гордееме. И да кажеме не мора ни 20%, 30, 40, 50, нека биде колку. Нека биде мерит, ама границата е таја. Црвената линија е таја. Под таа црвена линија нема никој сериозен кој го почитува сопственото општество, сопствените граѓани, не преиспитува мировни договори. Посебно не унилатерално. Унилатерални мировни договори не се преиспитуваат, тоа е опасна територија за сите. Така. Сега, како го објаснуваш однесувањето на влен во целата оваа ситуација? Легитимирањето, иако го немаат легитимитетот на народот, меѓутоа како структура го легитимираа тоа што еве ние заеднички го констатираме дека е планирана, добро спремена агресија врз рамковниот договор со цел целосно укинување. Јас секогаш кога зборувам за влени, кога пишувам во моите колумни, се навраќам на нивните предизборни ветувања дека услов кој додуша беа тогаш искажани од страна на Арбен Таравари како нивен председателски кандидат, дека услов за влез во владата ќе бидат уставните измени и дека доколку во рок од 6 месеци не се случи тоа, тогаш ќе излезат од владата. Сега го кажувам официјалниот теоретскиот став. После тоа се ретерираше, па нешто се преговараше, па нешто се правеше, па и не знам што. Би сакала да ги потсетам и влени сите, дека реториката на ВМРО ДПМН пред изборите беше дека преговарачката рамка ќе се репреговара. Прво лажно ветување. После изборите беше дека ќе се бара уставни измени со одложено дејство. Па одложеното дејство дојде до гаранции, па сега од гаранциите повторно билатерализација. Активни учесници на тоа и активни партнери се и албанските политички партии. Дали граѓаните албанци, мнозинство, се за Европска унија? Дали се избрани влен од страна на граѓаните албанци или од кого веќе се избрани? Дали треба да ги следат нивните интереси? Дали врвен интерес на Северна Македонија е влез во Европска унија? Да. Што е интерес на конкретна политичка партија или конкретни политички структури е небитно во оваа ситуација. Тие треба да се вратат. Легитимни, нелегитимни. Како велите, не навлегувам. Да се вратат на изворните интереси на државата. Изворните интереси на државата се веднаш од почнување на преговори. Веднаш 3 години помина, требаше да започнат. Меѓутоа, јас уште една сериозна забелешка имам во однос на нивното поведение, а тоа што јас сметам и секогаш сум сметала, дека многу е битно секоја етничка заедница да не биде, нема да кажам, бирам збор за да не биде кажано тоа, да не биде навредливо кажано, меѓутоа да не биде послушна на друга етничка заедница. Според мене, колку албанците се поголеми албанци, погорди албанци, етнички, толку ќе биде подобро и за македонците. Кому му требаат албанци послушни на македонците? Кому му требаат македонци послушни на србите или на било кого?
Така? Колку ние бидеме етнички по-јасно што сме и кои сме, толку подобро ќе биде за сите како една граѓанска држава. Во моментов тие не ги почитуваат интересите на албанците. Ако врвен интерес и на албанците и на македонците е влез во Европска унија веднаш, тоа е интересот. Значи тие треба да бидат, како да кажам, картите што ги имаат во своите раце, адутот што го имаат во своите раце го продаваат ефтино. Мислам дека Арбен Таравари тоа рано го знаете, Арбен Таравари го направи кругот, затоа што тој прв рече за 6 месеци, па го негираше додека беше министер, па на крајот после година дена, некаде во период кога беше кампањата за претседателските избори, излезе и рече не, нели, и наведе зошто се. Значи, буквално јас велам го направи кругот зошто влегов во Влен и зошто излегувам од Влен. Меѓутоа има политичко поведение, меѓутоа има и едно појавно поведение. Инсистирањето на албанските политички представници да зборуваат македонски јазик не му прави никого. Знаете како, тоа мене ми делува како додворување. За мене многу е поприродно кога зборувате, да, во ред, службени јазик и македонскиот и албанскиот јазик. Ви имате ситуација албанците да зборуваат и македонски јазик, меѓутоа немате ситуација македонците да зборуваат и албански јазик. И затоа нема потреба да се додворувате на македонците, нема никој вас да ве пофали, вау, сега еве, нели, вие зборувате македонски јазик. Треба таа култура на полтронство и на подаништво да искорениме, а не да ја храниме. Имам чувство дека сега тие влегуваат во една шема на повторно наметнување, знаете, за да може да биде ВМРО ДПМН македонска партија што ги брани интересите, мора да има до себе послушни албанци, во наводници ставам, бидејќи не сакам никого лично да навредам. Нема потреба да бидете послушни на политичка партија или на власт. Вие си ги практикувате правата што ви ги дава Уставот. Уставот ви дава право да си го говорите албанскиот јазик, говорете си го албанскиот јазик. Уставот ви дава право да си го говорите македонскиот јазик, говорете го македонскиот јазик. Но не го говорите затоа што го побарал од вас некој македонски политичар. Говорете го кога мислите дека ќе треба да го говорите, дека им се обраќате на македонци или комбинирате ја пресконференцијата. Имаме тенденција тие веќе сосема велам ќе заборават луѓе во албански да зборуваат. Мајчин јазик им е. Мајчин јазик им е. Зошто? Кому ќе се допаднат? За колку ќе се допаднат? За уште една година, 2, 3, 4, колку? На крајот на криштата сите тонеме и пропаѓаме како општество. Сите тонеме. Да, окей, ќе имате некакви си лични интереси или не знам каква замисла имате, на крајот каде? Дали ова државата која ја посакуваме од пред една година? Да зборуваме безсмислени дебати за идентитет кој де факто не е загрозен на никој начин, освен во реториката на оние што им одговара таква реторика, девастирано општество или перспектива никаква, луѓе кои се селуваат повторно таму кои во таа западна култура или во тие западни земји. Затоа мислам дека Влен треба да бидат померка на граѓаните, а не померка на политичкиот партнер македонски. Кој што ги избрал. И тоа всушност го детерминира и нивното однесување. Да, ама нив силата им ја дава Уставот, силата им ја даваат да, но кога го немате легитимитетот на мнозинство граѓани кои што треба да ги представувате, тогаш тој што ве избрал заради преференција, тој ви ги наметнува условите. Ама тој што ве избрал може и утре да се откаже од така, тоа е секогаш. Тоа е веќе виден српски модел во Косово, кога од Белград се одлучуваше кој ќе биде председател на Косово, кој ќе биде представник на Косово во федералните институции, меѓутоа тој пристап не успеа. Мислам дека треба да имаме поголема самодоврба во сопствената држава, затоа што навистина многу направивме. Знаете, тоа се за мене изворедни успеси се. Да имате вака креирана буквално. Значи со такви заштитни механизми. Со такво дефинирање, луѓето често пати не сваќаат, особено македонците, не знам вие албанците каков став имате во однос на тоа. Дека практично распадот на Југославија остави едно отворено прашање во однос на Македонија, тоа е дефинирањето на оној географскиот регион Македонија, кој е поголем реално од она што е Република Северна Македонија и на кој ние немаме никакво право да го монополизираме на начин како што сега се обидуваат да го монополизираат. Тоа што и Бугарија и Грција создале држави многу порано отколку што е Македонија во рамките на федерацијата, не е нивна вина или наша вина. И јас често пати велам дека македонскиот идентитет веќе е составен дел и од бугарскиот и од грчкиот идентитет.
од 91 година оно што се случува е дефинирање на овој дел на Македонија без било какви претензии, се сеќавате, затоа и така е времената спогодба, не е само промена на името. Туку промена на многу битен член 49, каде што нема да имаме претензии кон соседите и нема да се мешаме во внатрешните работи на соседите. И практично името Северна Македонија за мене од историски аспект, затоа што нели често пати се повикуваат на историјата, е феноменален успех како што ние не сме можеле да сонуваме. Ние немаме апсолутно право и апсолутен монопол на целиот назив Македонија, меѓутоа на светот, обединетите нации ни дадоа можност да го употребуваме и географски да го дефинираме делот од таа култура, од таа цивилизација, од таа територија, од таа географија. Наше е да го изменаџираме на најдобар можен начин, а ние правиме се за тоа да го пропастиме. На тие фамозни состаноци за кои зборуваме често, одржани 2022 помеѓу лидерите на ВМРО, ДПМН и СДСМ, тогаш во посредство на неколку олигарси. Разговорот бил од типот албанците политички ни ја земаа државата. Тогаш беше премиерот, министри неколку, сега влегува и во економските текови. Ако и во економијата ни навлезат, изгубена е државата. И затоа мора да се договориме во наредните 10 години кој да добие мнозинство од македонските две македонски политички партии, но не добие 61. Другата ќе обезбеди до 61, за да никогаш не зависиме од албанците повеќе. И тука е концептот на знам. Гледате, 58 има ВМРО ДПМН, можеше слободно со влен, меѓутоа ги земаа во коалиција знам за да се реализира тој договор. Ако не успеат да најдат албански партнер, тогаш двете партии ќе бидат во влада, дури ги договориле и 5 министерства ВМРО ДПМН, 5 СДСМ и 5 послушни албанци, ние ги нарекуваме честни албанци. И разговорот течел од типот мора да се намали ова влијание на албанците, а за тоа да се направи ќе треба дуи да се демонизира, да се сатанизира, да се изфрли од орбитата, а за да тоа се постигне треба политички да се убие, ако можем да кажам, Ахмети, како фигура која што успеа да го предизвика концептот на фрагментирани албански политички партии, да секој град има своја партија, свој локален лидер кој што се занимава со локални прашања, никогаш да немаат една платформа која што на државно ниво ќе ги представува интересите на албанците. И од тука почнува таа сатанизација, таа пропаганда против Ахмети, против Дуи, криминалците, државниот непријател. Па еве сега дури се сведува на прашањето дека албанците, Бујар Османи ставал шајки, како беше на клинови на рацете и нозете на македонскиот идентитет. Како ја објаснуваш ова пропаганда која што е и од ВМРО ДПМН, и од СДСМ, и од целото општество, ако можам да кажам, за да се маргинализира улогата на Дуи? Дали е само емоција поради наследството, односно тоа што Дуи представувало некојаш, или заради иднината? Не, дефинитивно е поради иднината. Било која емоција овдека во однос на албанците, доколку би имале граѓаните антиалбанско, да, она наметнато антиалбанско расположение, е само за да се разгора емоцијата на антиалбанското расположение, меѓутоа е за иднината. Иднината која очигледно не требало да дојде никогаш на овој начин и велиш да се спречи, нели, како го прераскажуваш овој разговор што се водел, да се спречи влијанието на албанците. А влијанието на албанците до што доведе?
До лошо или до добро нешто? Влијанието на албанците не доведе да бидеме членка на НАТО, не доведе. Влијанието на албанците не доведе до почеток на преговори со Европска унија, не доведе. Па сега, тоа не било интересот на СДСМ и на ВМРО да поменае. Затоа што и тие до 2022 година, ако е тогаш пресекот, до 2022 година во ниту еден момент, без разлика кој бил премиер, кој бил председател на тие две политички партии, не рекле дека не се за ЕУ и не се за НАТО. Па тогаш во што се разликува влијанието на албанците во однос на заедничкиот интерес во однос на влијанието на македонците? Дури да се зголемило влијанието на албанците, еве велат нели се зголемило, па политички, па економски, па не знам како финансиски. А што е проблем ако финансиски се зголеми? А што е проблем? Еве и денес како кога одиме кон Охрид, факт е дека градови кои се мнозинско албански граѓани се трговски поразвиени, поживи, поурбани, така за разлика од се што се случува во Источна Македонија. Па не ги загрижува македонските политички партии како се запуштени градовите каде што еве се мнозинско македонско население? Тоа не ги загрижува што се осиромашува таму, еве нема албанци таму, така нема влијание на албанците. Па што имаме? Тоа е она што треба да го имаме, пустош да имаме. Оваа реторика јас повторно ќе кажам, еве да земам дека е точна. Верувам дека е точна, дека се тие информации. Кон што фактички води? Ние низ овие 30 години како граѓани сме виделе добро влијание од албанците, не сме виделе деструктивно влијание од албанците во однос на заедничкиот интерес. Значи на граѓаните влијанието на албанците или еве нека биде и преку нивните политички партии е лошо за македонските граѓани, очигледно е добро за македонските граѓани, се извинувам, меѓутоа очигледно е лошо за македонските политички елити. Или олигархиски елити, или економски, финансиски, или не знам какви академски елити, или црковни елити. Кога споменавте, заборавив преска мал упат дека нашиот вице-премиер Стојковиќ бил на приемот на руската амбасада, па пола синот на Македонската православна црква Охридска архиепископија бил на истиот прием. Да, така е. Што е многу битно, бидејќи нели тие пледираат дека се голем дел и составен дел на македонскиот идентитет и се согласувам и се. Меѓутоа, тоа е во спротивност со безбедносните, политичките и било какви интереси во моментов на Северна Македонија. Да се вратам. Значи, кој интерес е загрозен со албанците? Кој интерес е? Тоа е прашањето. Комбинацијата на македонски политички партии во влада за мнозинство, 61 или колку и да е, без сериозно влијание на албанска политичка партија, за мене е пропаст. Пропаст на функционалноста, одржливоста на системот, пропаст на функционалноста на оваа држава. И тоа е најможната лоша комбинација. Најлошата можна комбинација. Значи, не е идејата вие да имате партнер само за да имате албанец или тоа, еве да го кажам тоа метафорички, некој да глуми албанец. Идејата е вие да го имате истото влијание во системот, во носењето на одлуките, во креирањето на политиката. Не е само заштитен механизам. Знаете како? Повторно е да позиција јас повторно велам она југословенска или ако сакате дури и просрпска позиција на монополизирање на политичките процеси. Во смисла, па јас ги носам одлуките како македонец, а вие тука нели да ми помогнете. Па не е идејата на целиот Охридски рамковен договор и влез во институциите на албанците дека така па ние албанци тука како практично како некое третираме како некое екзотичен народ, па ајде сега Тоа најчесто луѓето велат јас не сум албанофоб, јас дури имам еден пријател албанец. Да, тоа е најалбанофобската и најантиалбанската изјава. Тоа знаете како некој трофеј да имам тука. Еве па гледајте, па тоа е доказ. Тоа е апсолутно неразбирање, тоа е апсолутна затворена свест. И за жал таа затворена свест. Јас се сомневам дека во голема мерка ја има македонската елита. За жал. Македонската елита која себе си се смета за прогресивна, либерална, левичарска, мислам дека има сериозни антиалбански ставови, а мислам дека се е резултат што нашата за жал македонска елита се децата, наследниците или блиските на поранешните југословенски елити. И дека таа елита што цело време ја држи, односно го држи заробено општеството. И дека практично многу луѓе се иселуваат од овдека не можејќи да издржат во еден ваков систем.
И таа е таа елита што ја прави неправдата во државата. И таа според мене елита што ја прави и антиалбанската реторика, а во случајот таргетот на ДУИ мислам дека е таргетот што е најорганизирана политичка структура. Вие гледате и во моментов влене од помали политички партии, делумно се произлезени од поранешни политички, делумно претпоставам од кај вас се произлезени, меѓутоа колку ви имате помали политички партии со свој специфики, нели тие си имаат како своја собствена идеологија, меѓутоа полесно е да ги манипулирате. Вие не може да манипулирате некој што личи на вас. Некој што достигнал организација големина како вас. Уште мислам дека на почетокот кога завршија изборите, имав едно гостување на една од македонските телевизии и реков, која е во моментов најголемата опозицијска партија? И до ден денес тоа го мислам. Дали е тоа СДСМ или ДУИ? Македонска мислам во Северна Македонија, не мислам етничка. Затоа што дали си водечка опозицијска партија, меѓу другото, не зависи од бројката што има, што е од горе-долу слична, според број на пратеници, број на гласачи е различна. Зависи од поставувањето во однос на процесите. Како ти ги прецепираш процесите? И јас често пати велам да нема постојано која политичка партија во моментов збори за евроинтеграцијата освен вие? Која политичка партија во моментов окей, тоа е опозицијско делување, меѓутоа зошто СДСМ не ги адресира проблемите кои се реални проблеми во оваа држава? Таргетот кон ДУИ е дефинитивно таргет кон организирана политичка структура, според мене. А тоа што е албанско организирана политичка структура е само грев повеќе. И сега последна група на прашања или разговори во однос на дебатата која што последно се актуализираше, кој ставил нож во белите дробови на македонскиот идентитет кој што го отвори премиерот, кој што за среќа имаше масовна реакција не само од албанци, туку и од македонци, осудувајќи како недржавнички потек. Чисто да го отвараме тој корпус на прашања, бидејќи бев дел од тој процес. Значи, преговарачката рамка беше одобрена од собранието, мислам на 16 јули, ако не грешам, тогаш кога беше Вон дер Лајен, па ВМРО ДПМН со вувузели, нели правеше врева додека таа зборуваше. Они на крај ниту гласаа против преговарачката рамка и протоколот, ја напуштија собраниската сала, а помина протоколот и преговарачката рамка со 67 пратеници, откако претходно помина на влада, откако пред политичките партии го презентира во нивните председателства и собранија, кое што е малку нетипично да представник од една партија оди во другите партии за да на PowerPoint и протоколот параграф по параграф го читаме заедно пред 100 луѓе во собранието надпартиско на, како го нарекуваат, Совет во СДСМ, па председателите на сите политички партии, вклучувајќи Павле Трајанови, Дом и другите на PowerPoint протоколот. Го презентиравте. Значи го презентирав параграф по параграф, па кадеш имаше забелешки, коригиравме, вадевме реченици, значи, вклучени биле во процесот. Значи биле вклучени процесот. Еве ќе кажам, еден од овие што на крај сега зборуваат против, мислам дека беше Трајанов, имаше забелешка дека стоеше југословенскиот режим, па да се тргне зборот режим. Па добро, го извадивме зборот режим. Значи, буквално го читавме збор по збор. Па се одобри, па помина на влада, па помина во собрание, за разлика од првиот протокол, кој што заради околности, така поминал, директно бил подпишан. Меѓутоа, протоколот е само мапа за имплементирање на договорот кој што бил претходно подпишан од страна, нели, помеѓу Заев и Борисов. Членот 8 од договорот вели дека, односно членот 12 од договорот вели дека ќе има годишни извештаи за имплементирањето на договорот.
90% од енергијата во разговорите со Бугарија беше прашањето за јазикот. Бидејќи во самиот договор беше така дефинирано јазикот да е македонски јазик согласно уставот. Бидејќи тоа беше ставот на Бугарија. Не го признаваат јазикот, туку бидејќи уставот на Република Северна Македонија го дефинира како таков и ние го препознаваме како таков. И цело време инсистирањето беше, односно клучната причина зашто Бугарија не ја прифаќаше преговарачката рамка, не беа протоколите, не беа другите бенчмарковите, не беше акцискиот план, беше нивното инсистирање јазикот да стои македонски јазик согласно уставот. Или па, како компромис, што го понудија понатаму, кога ние постојано дававме отпор на тоа прашање, беше звездичка, па на крај да стои дека Република Бугарија не се согласува и така. Меѓутоа, во преговарачката рамка, во самиот текст. И тоа беше главната дебата. И на крај ние ја добивме таа битка, ако можам да кажам, 100-0, бидејќи во преговарачката рамка стои македонски јазик, без додавката, квалификацијата согласно уставот, без звездичка и со поддршка на Република Бугарија, бидејќи Бугарија гласаше за таа преговарачка рамка. Тоа значи гласаше... Собственото собрание. Прво, да, па последо... Гласаше. Тоа е прво. Второ, резолуцијата на владата и декларацијата на собранието беа скандалозни, ако можем да кажам, по однос на прашањата кои што го дефинираат спорот. На бугарското собрание. На бугарското да, собрание. Да, се сеќаваме 5+1. Таа резолуција падна на еден ден, знаете, последен ден од мандатот на бугарското собрание. Да, и тоа беше основниот предуслов кој што требаше да се заврши од бугарска страна, во кој што учествуваше меѓународната заедница сериозно за да падне таа резолуција, односно таа декларација на собранието, па да може да се отвори процесот од наша страна. Значи, во Бугарија падна декларацијата. Бугарија го прифати нашето видување по однос на јазикот. Единствената разлика што се направи во текстот на преговарачката рамка од варијантата која што ние претходно ја префериравме е да во членот 5, каде што стои дека Преспанскиот договор и договорот за добрососедство се важни предуслови за напредок во процесот, да стои како и записите од членот 12. Значи, договорот за добрососедство си беше цело време во членот кој што ние го префериравме. Од пред да дојдам јас министер за надворешни работи. Единствената разлика е што велиме договорот како и членот 12 од договорот, што е легалистички гледано истото. Значи, ако е договорот таму, ако го спомнувате посебно членот 12, ништо не ви додава како обврска. Им беше важно како приказна во Република Бугарија дека еве протоколите ќе бидат важни. А во протоколите, ако видите, секаде доминира зборот, односно реченицата страните се охрабруваат. Бидејќи сакавме да создадеме таква клима во кој што обврски ќе бидат само бенчмарковите од преговарачката рамка, а тие се уставните измени и акцискиот план за малцинства, додека историските прашања ќе бидат во духот на добрата волја и на охрабрувањето на страните да ги решат разликите кои што ги имаат по однос на историските прашања. И со тоа да направиме шифт на фокусот од историско-идентитетскиот корпус на прашање на малцинско-човековите права, за кои што јас сметав дека ние имаме предност, односно топката е на наш терен, бидејќи ние се докажавме како мултиетничко општество кое што нема проблем од интегрирањето на заедниците кои да се, колку и да се. Меѓутоа, од после
почна демонизирањето на францускиот предлог, на преговарачката рамка, меѓутоа никогаш суштински кажувајќи каде е проблемот. Освен Бугарија има лоши намери. Да, и јас сметам дека има елементи во Бугарија кои што имаат лоши намери. Има елементи кои што сакаат да ја злоупотребат темата за политички цели. Но ајде да зборуваме каде е проблемот со преговарачката рамка. Може да сумирам. Да. Значи, од ова што го кажавте, истото ќе го повторам, меѓутоа кратко. Што значи дека спорот од билатерален, така се завршил билатералниот спор и е преточен во преговарачка рамка. Значи, веќе немаме билатерален спор со Бугарија, што е многу битно за јавноста, бидејќи 3 години се обидов јавноста дека е билатерален спорот. Нема билатерален спор. А второ, Бугарија направила отстапки, така? Бидејќи тезата е секогаш дека ние правиме отстапки и дека сме ние страната што е жртвата и слично. Бугарија се откажала од сопствена позиција, што да, нам не ни одговара, се разбира, меѓутоа тоа си била нивна позиција и се откажале, а можеле да не се откажат и уште да биде билатерален спорот. Тоа беше 90% од нивната позиција во енергијата на преговорите. Откажала, бидејќи кај нас е наративот дека ние постојано се откажуваме, дека името го даваме, знамето го даваме, не знам што се сме дале, а никој ништо друг не дава. Значи се откажале, така? Значи не е дека Европска унија стои само на страната на своите членки, значи застанала и на страната на некој што не е нејзина членка, а сака да биде членка. Значи не излегле во пресред. Значи не е точна тезата дека не се откажале. Значи спорот не е билатерален, тие се откажале, не излегле во пресред, сте испреговарале како што сте испреговарале, легитимно е се што сте правеле. Собранието наше го усвоило, значи сега ние сме обврзани, владата е обврзана и од нашето собрание, и што е најинтересно, договорот со Бугарија е ратификуван 2017 година. На седницата за ратификација на договорот со Бугарија не беа присутни пратениците ВМРО ДПМН. Ако ги има сите овие сомнежи, бидејќи тоа е највисок законодавен, највисок орган во нашата уставна власт, зошто тие не ги кажа на самата седница? Значи тие не беа присутни. Ако беа против, што не дојдоа да гласаат против, како што гласаа против Преспанскиот договор? Ако сме го ратификувале договорот од 2017 година и сега влегуваат делови, протоколи и така натаму во преговарачката рамка, ние сме го ратификувале за да не го исполниме или за да го исполниме? Па тој и да е и да не е, сега го мора да го исполниме, така? И со години забелешката на Бугарија беше дека ние не постапуваме по договорот. Договорот не е само историската комисија, да не е детален како што е Преспанскиот договор, поопште, погенерален е, меѓутоа опфаќа и низа други мерки. Од економија до култура, до образование, до добрососедски односи, ред други мерки. Значи, дали ние ги подпишуваме договорите за да ги исполнуваме? Да. Па што е спорно ако го исполнуваме договорот со Бугарија? Ирелевантно е дали ни се допаѓа или не. Според мене, ирелевантно е дали има поддршка или не од граѓаните. Затоа што од граѓаните ќе има онолку поддршка колку што ти ќе им кажеш што подпишуваш и што е целта и што е улогата на договорите. Ако овие политички елити 20 и 25 години ги лажат сопствените граѓани во однос на тоа што е Охридскиот договор, во однос на тоа што е преговарачката, што е рамковната спогодба со времената спогодба со Грција од 95 година преточена во Преспанскиот договор, ги лажеш и не ги информираш што е договорот со Бугарија и ти добиваш анкети, јавни мислења каде што велат ама толку се против, толку се па се разбира. Со ваков контролиран медиумски простор, добро што луѓето се уште се на 60% за Европската унија. Зборот ми е, се прави според мене сериозен пропагандно-манипулативен инженеринг во однос на тоа што е идентитет. И што се идентитетски прашања. Се мешаат намерно политички со етнички теми. Јазикот, кога зборуваме за македонскиот јазик, ние зборуваме за официјален јазик на една држава. Тоа е политички термин. Како што беше политички термин во Преспанскиот договор, кој беше под покровителство на Обединетите нации, така е политички термин и овдека. Ние не зборуваме за етногенеза. Ние не зборуваме за потекло. За тоа зборуваат бугарите и затоа имаат таа забелешка, така? Меѓутоа, тоа не го таргетира дефиницијата на македонскиот јазик и кога ќе се каже македонски јазик, се знае на што се мисли. Се мисли на официјален службен јазик на Северна Македонија. Затоа што се што ние правиме во политички термини.
во однос на нација, во однос на име, во однос на јазик. Тоа се параметрите на државност. Идентитетските прашања не се политички теми. Дури и комисиите, така велите комисиите ќе ги решат. Комисиите и они работат врз база на научни принципи. И затоа стои онаа фамозна реченица историја базирана на факти и докази. Па така работи европската и светската наука. Па така би требало да работат и нашите факултети. Не се изнимка. Не се исклучок, се извинувам. Па се плашиме од историјата базирана на факти и докази, ние самите, нашите научници, си немаме верба во нашата наука. Што е проблем? Што е проблем ние да преговараме? Ние преговараме за тоа што ќе стои во учебниците, ние преговараме за заеднички датуми. Што е спорно да имаме заеднички датуми на прослава? Каква тоа врска има со македонскиот идентитет? Каква врска има со македонскиот идентитет? Официјална историја и официјални наративи, така? Во еден од последните текстови, или последниот текст ми беше тоа, така и го именував, заклучен идентитет. Правев метафора со нешто што се случува во еден од нашите запуштени во последно време. Црквата Свети Ѓорги во Курбиново. Значи, едно е идентитет што е многу сложен процес и етногенеза на еден народ. Едно е етнички идентитет, друго е национален идентитет. Едно е да има став една држава, значи Бугарија може да има каков сака став за македонскиот етнички идентитет, Грција може да има каков сака став за македонскиот етнички идентитет. Политичките договори подразбираат политички термини или научни термини во случаев како што историја базирана на факти. А како се однесуваме кон нашиот идентитет? Дури и оние кои велат дека го бранат, нека ги видат во каква состојба се археолошкото културно наследство, нека видат во каква состојба е религиозното наследство, христијанско, исламско, какво и да е. Нека видат во каква состојба е рурална архитектура, градска архитектура, урбана архитектура, нека видат во каква состојба ни се институтите и тогаш нека зборуваат за идентитет. Нешто не го бранат, него ние самите си го уништуваме идентитетот. И не може да го уништи идентитетот ниту Бугарија, ниту и Грција, ако ние тоа само не го направиме. И ова монструозна злоупотреба со идентитетот, што се користи од страна на официјални политички лица, вклучително премиер, председател и не само сега, и не само од овие, според мене е најголемиот удар на самодовербата на она што македонецот етнички треба да се сомнева постојано за тоа што е, кој е, од каде доаѓа, од каде потекнува. Тоа се дилеми, тоа се дискусии, тоа се дебати што се водат во научни кругови. Тоа е односот на индивидуалци на поединци. А уште помалку да се обвинуваат во смисла, знаете, не може нас албанец македонскиот идентитет, ама затоа македонец може да го дефинира албанскиот идентитет, така? Што би бил одговорот во таа релативизаторска политика, така? Тој ви вели, не вие како Бујар Османи не можете да зборувате или да одлучувате за мојот македонски идентитет. Прво не е лично твој, туку е македонски идентитет на цела групација, така, на цел народ, на цела етничка група. А второ, тука никој не зборува за никаков идентитет. Туку идентитетот се користи само како изговор за неотпочнување на преговорите со последниот услов и на крајот на криштата. А што станува со бугарскиот идентитет? Затоа што внесувањето на бугарите во уставот значи признавање на бугарскиот идентитет. Дали во името на македонскиот идентитет се таргетира бугарскиот идентитет, пушта се број колку, нели, ние бројка кажуваме, 5 бугари имало, 10 бугари имало, 5000 бугари имало. Знаете како? Тука веќе станува збор за индивидуални човекови права. Не може тие да бидат влог, ние ќе ги внесеме бугарите во уставот, ама доколку ова и ова се направи. Па како вие тргувате со правата на... Па тоа се македонски државјани. Цел тој корпус на идентитетски, условно кажано, идентитетски злоупотреби е со една единствена цел. Сакаат политичките елити влез во Европската унија или не сакаат? Ако не сакаат, нека ги кажат причините поради кои не сакаат. Меѓутоа тогаш ги рушат националните интереси и ја рушат темелот на која почива на оваа држава. Затоа што една од ретките прашања на кои за кои сите сме согласни е евроинтеграција. Сврзнато ткиво на државата. Никица, саат и пол мислам дека разговараме. Благодарам многу. Благодарам на можноста. Се надевам отворивме интересни теми. Да, се разбира. Јас
И како министер сум те следел во твоите ставови, во твоите пишувања, продолжувам и понатаму, затоа ми беше предизвик да разговараме за овие прашања. Благодарам уште еднаш што одвои време. Благодарам на поканата.